заедницата е почитувана од градската самоуправа, пред се градскиот градоначелник имал свој допринос во затоплување, здружување и зближување на однос со оваа заедница од аспект што секојаш сум имал позитивни чувства, бидејќи се биле крајно маргинализирани етнички заедници. Денеска една символика, оскапува ден на ромите, датум е таблиран во нивната историја тоа што на тој ден, пред точно 45 години, во Лондон е држал првиот конгрес на ромите од целиот свет, Берберовски како носител на покретот на здружување на ромската етничка заедница од целиот свет. Најме дека оваа етничка заедница е дисперзирана во светот и во многу земји нема адекватни цивилизацијски граѓански права и придобивки кои следуваат да се етничка заедница. Од позиција што како етничка заедница постоеше некоја миграција и тоа било еден хендикеп за оваа заедница. На тој конгрес се обединува сите роми и се отпочнува едно движење за емансипација на ромите. Тогаш е етаблирана и химната на ромската заедница, знамето, азбуката, јазикот. На некој начин, порека, но сигурно, се етаблира како заедница во многу општества. Македонската држава не направила, можеби, превише во однос на изедначување на основните човечки права. Меѓутоа, ромската заедница е составен дел од македонската нација. Особено морам да истинам дека кумано предњачи во однос на имплементирање на тие права. Знаете дека пред се суштествено за идентификација на една етничка заедница и јазикот. Ромскиот јазик влезе како службена употреба во нашето општество, во нашата локална заедница, заедно со српскиот, службени јазици се македонскиот и албанскиот. Така на некој начин предњачиме во оваа категорија. Второ, многу битен елемент што многу често експлоатираме една појава декада на ромите, која на моје жалење не ги даде објективно очекуваните резултати. Тоа беше подобрување на услови за живот, здравјето и едукација заедно со можност за имплементирање на вработување. Може да констатирам дека имаме голем реципроцитет, пропорционалност на нивните вработувања во Куманово, меѓутоа на моје жалење, на нивно жалење, не се етаблирани на истакнати места. Ево тука гледам представниците се тука на невладините здруженија, културно-уметничките друштва, носители на некакви функции во општеството, од позиција на вработени јавни службеници, односно јавни предпријатија, бидејќи имаат таков статус. И сите оние кои нешто значат во ромската заедница во својата полиtika. Јас како прв човек на градот, градоначелник на најголема општина, каде ромската заедница зима виден процент во етничкиот состав, како има и јазик службена употреба, и го честитам денот осмејател ден на ромите. Пропратен со неколку манифестации, општината го подржа, како и секоја година, и турнирот, спортските манифестации на Рушишачи, и трибината организирана од Сдруженијето на граѓаните, и еден мал хепенинг на културолошките разлики на младите роми, на некој начин, оноа што секогаш го подржуваме. Подржуваме нижа манифестации за Василица, за Ѓурѓевден, ромскиот Труба фест фестивал, фолклорот на ромите, така да во културолошкиот дел се имплементира. Од ова место посакувам здравје, среќа, долг живот, подобрување на услови на живот на ромите, значи градење на првиот столб на декадата. Мислам дека пред се е многу важно еден отворен проблем што сега го отвараме како можност со новите измени од закон за легализација да се отпочне легализација на вашите куќи во Седорек, оно место каде има и Бавчин највеќа концентрација на ромска заедница, бидејќи во сегашните закони на место не има да. Сега ќе видиме дали тоа може да го имплементираме.
преко Хабитат имаме неколку акции во таа насока. И мислам дека понекада сигурно ќе ги добијат своите права. Можда брзината не е најприметлива за вас, меѓутоа во секој случај барем овие 10 години има драстична разлика од влијание на ромската заедница во општеството и сега денес сме во позиција. Нека ви среќен празник, да сте ви живи и здрави, многу години да сме уште заедно и да градиме едно мултикултуролошко и граѓанско општество наше Кумано. Да ни живе Кумано, да ни живе родите, да ни среќен празник успех. Само да не под вас да се